Четврта седница на Собранието на Република Македонија. На седницата денеска за збор се јави пратеникот Владко Ѓурчев, кој во името на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ побара собраниската седница да биде прекината поради обидот за убиство врз довчерашниот пратеник министер за здравство и вице-премиер Никола Тодоров. Пред 2 часа беше извршен обид за убиство со огнено оружје, со куршуми. Врз наш колега, врз до денес пратеник во Собранието на Република Македонија, Никола Тодоров. И морбидно е што на оваа седница овој законодавен дом продолжува со својата работа. Ние во комуникацијата која што имаме и координацијата која што имаме како колеги пратеници, укажавме и замоливме денес овој парламент да не работи, а да продолжиме да работиме утре. Овој парламент и ово парламентарно мнозинство, иако пред 2 часа имавме обид за убиство со огнено оружје и со куршуми врз наш колега, потпредседател на владата до синоќа, одлучи да работи. Ние, почитувани колеги пратеници, сме имале ситуации каде што сме прекинувале седници поради сообраќајни несреќи на луѓе од јавниот живот во Република Македонија. Ние сме имале ситуации каде што поради партиски активности, сообраќајка на лица од јавниот живот во Република Македонија или други причини сме прекинувале со седници. Сега имаме обид за убиство врз пратеник до вчерашен потпредседател на влада и работата на ова собрание е несоодветна, е морбидна и е неадекватна. На ова Талат Џафери одговори дека поради тоа што во овој случај нема последици по животот на Тодоров, мнозинството сметало дека е во ред да се продолжи со работа. Од контекст на случката, ние овде како институција не посакува да се случуваат случки и да се појасниме. Со вчерашната седница, кога ја отворив, констатиравме престанок на мандат поради јавноста, сега да не доаѓаме во ситуација да лиферуваме информација дека е обид за убиство на пратеник. Прво тоа да појасниме за јавноста дека формално, значи, престанат мандатот уште вчера, констатирана оставката по негово барање. Ние сите сме среќни овде дека обидот е неуспешен и нема последици по животот на бившиот наш колега пратеник до вчерашен вице-премиер на владата, и од таа причина мислевме дека понатамошните околности и постапки на собранието се во рамки на надлежноста на собранието и институциите во секој случај и во потешки и посложени ситуации функционираат. Впрочем и во таква ситуација собранието е повикано и е надлежно да функционира, и тоа би требало да биде позитивен потек и подстрек за граѓаните дека тоа е функцијата на институцијата. На денешната седница со 66 гласови за и ниту еден воздржан и против беше усвоена предлог одлуката за избор на председатели, заменици на председателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија. На оваа седница по скратена постапка беа предложени измени на изборниот законник, со кој локалните избори се предвидува да се одржат во првата половина на октомври годинава, како и законските измени за укинување на екстерното тестирање во основните и средните училишта. Предложените законски измени, откако беа ставени на дневен ред по скратена постапка, треба да бидат разгледани на соодветните собраниски комисии. Расправата по нив на пленарна седница на Собранието ќе продолжи откако ќе завршат комисиските расправи. Седницата, рече председателот на Собранието, ќе продолжи кога ќе се создадат услови за нивно разгледување и откако ќе го известат комисиите дека ги разгледале по постапка и процедура предвидена со законот.